Здраво на сите, уште еден рекеп на неделата, која што ја заврши со плюс $196 профит. Меѓутоа, најглавните работи. Ќе ви ги објаснам сите детали и мои видувања за целата недела. SPY, QQQ, кои ми беа добри трейдови, кои ми беа лоши трейдови и кои се лекциите што ги научив у текот на оваа недела. Прво, да ги погледнеме SPY и QQQ тука од десната страна. Моето видување за оваа недела е дека ќе ги погледнете после у TradeZilla, ќе видите дека целата оваа недела беше недела на фейкаути заради, според мене, заради една главна работа. Тоа е дека SPY и QQQ едноставно од 14 мај, значи, ако го земеме понеделникот, што беше 18 од тука до петокот, ќе видите дека се движат у една зона, односно една пинг-понг зона. Немаше ни брейкаут ни нагоре, ни надоле. Значи, максимум што одеа акциите беше 749 на SPY и 722 на QQQ. Што значи тоа? Кога би имале брейкаут над оваа зона, нагоре или надоле, тука би се случувале главните движења, уствари тука би добиле тај волумен што го сакаме за да правиме добри day трейдови. Во овој случај ово беше едноставно зона на консолидација, дека што имавме кратки добри движења, да речем нагоре, и после тоа ќе видите, значи ден за ден само, значи имаме мал памп нагоре, одма цената се врати нагоре. Мал памп нагоре, цената се врати надоле. Мал памп нагоре, цената се врати надоле. Значи ни нагоре и ни надоле, тоа е најнеповолна ситуација кога се работи за day трейд. Профитот дека што го направив оваа недела беше главно од swing трейдови. Тоа главно у вторникот на swing трейдот на Now, гледате, направив профит од 66%. После тоа у петокот направив уште еден многу добар трейд на Maram и еден добар профит на Tesla day trade. Тоа беше единственото. Тука дури 59% направив профит на еден трейд на Tesla. И сега ќе ви направам breakdown еден по еден кои беа главните причини за што ги отворив трейдовите и кој ми беше размислувањето за земањето на профит. Исто така имав една пропуштена можност туку вторникот, исто, дека што Microsoft се отиде у профит до некој плюс 70 или плюс 80%, сега ќе ви покажам и на чарто како изгледаше тоа. Значи тука е вторник, ова е на 4 сата, сега ќе оставам на еден. Едноставно кога отвори, тука може да видите, стигна до 432, уствари горниот резистенс на зоната и имав силно верување дека ќе направи брейкаут тука Microsoft и заради тоа единствено не го земав профитот. Бев доста лаком за овај трейд, поготово заради тоа што и купив време само до 18 јуни, тоа е еден месец, така да едноставно вакви профити мора да се земат, значи плюс 70, плюс 80% на таков краток период, односно датум на истекување на, како во случај на Microsoft, е нереално да не се земе. Ама тоа ми е лекцијата, уште ни се наоѓа у оваа зона дека што би можел да направи брейкаут на триаголникот, ама првично треба да пробие 424, а после тоа да пробие 432 и мојата цел, како што кажав, на овај трейд е цел gap fill, што го нема направено и има сега сериозни шанси. Единствен ризик е тоа што имаме доста кратко време купено, значи има само уште 3 недели, малце повеќе од 3 недели до истекна овај контракт. Ајде погледаме другите интересни трейдови, тоа е Now или Service Now. Оваа акција беше од, само да видам, понеделник спрема вторник. Сега ќе ви објаснам тука. Значи еве го понеделникот. Но види се на 4 сати е ставен тука, таймфрейм на Now. Значи понеделникот што праве? Breakout праве
И тука ми беа бележани 98 и 100 левел. И го објавив тоа на Discord каналот со студентите, дека се додека задржа 98-100 левел, дека ќе останам у трейд. И сега, overnight, заради тоа што имаше многу добро движење, погледнете што направи. Значи, отиде дури до... Сега ќе ви покажам на помал таймфрейм. Вторник отиде дури до цена 109,5 и сега тука некаде го продадов за профит од $535, односно 66% нет профит на целиот трейд. Тука многу клучен левел што беше. Ово ни е 50 SMA, што е многу важен левел, исто стотката како психолошки левел. Значи тоа го направи на понеделникот overnight, односно pre-market, после го задржа левело и кога покажа добар волумен, над VWAP, над EMA Cloud, тука некаде го отворив трейдот за овај супер профит. Исто така, другиот беше, сега ќе тргнам камерата од другата страна, MRAM тука што е ставен на daily chart. Значи имаше MRAM, имаше gap и ми е трейд од петок. Петоко 54% профит имам направено на MRAM. Значи ово е свеќата од петоко. Сега ќе намалам на помал таймфрейм за да можете да ја видите убаво. Цело време вртам камерата само да не ви смета. MRAM сега ќе оставам на 1 сат да видите. Трейдот го отворив у четвртоко. Значи тука. Кога направи, значи гледате каков памп имаме и одбивање од 33,69 левел. Значи ова се случува у средата. Имаме памп на претходен хај. Гледате, ово е резистанс зоната тука. Значи имаме спуштање. У примаркет добро се движе, фаќа веќе булиш моментум и тука 30-ката ја задржа. Врте постепено над EMA Cloud, над VWAP, значи истата таа стратегија. Тука некаде при крај на денот, мислам дека околу 8 наше време, после овај памп тука на оваа свеќа, значи тука некаде, и откако го задржа, го отворив трейд. Утре дента остана да го задржи 30-ката. Гледате, перфектно одбивање од 30 левелов, што беше previous day low, pre-market low. Памп нагоре, скраши го левело што ни требаше да го скршиме, тоа е 33,76 и тука на пампо, некаде не ја чекав целата свеќа да затворе, тука на некој плюс плюс 54% го затворив трейд. Кој сме кај лошите трейдови? Palantir едноставно, значи тука два лоса имав на Palantir и главната грешка што ја направив у целиот трейд со Palantir беше не тоа што отворив два пати, туку можете да видите, значи на првиот трейд и на сите други лузинг трейдови ми е стоп лосот многу окей. Значи тоа што можеме да се гордеем од претходната недела е што сите лосови ги ставам со многу тајт стоп лос заради тоа што гледав целото движење на спајна QQQ како е и гледав да отворам на поточно на левел пред да ми даде целосна конфирмација, само за да имам стоп лос што можам брзо да излезам за да не ми зема многу од профитот, поготово од претходно што имав направено плюс $500 на еден трейд на now. Гледате дека ми се минус 20, минус 16, минус 19, минус 22 и исто така окей, знаете дека таргет стоп лосот ми е некаде од прилика да ми биде минус 20%. И сега, лошата работа тука на Palantir беше што тука ми даде дупла конфирмација на трейдот и отидов у преголема позиција влегов. Значи гледате дека лосовите ми се тука некаде околу $60 до $90, а последниот лос на Palantir ми е минус 190. Значи тука улавам со дупла позиција, што е многу голема грешка и секогаш зборам дека најважното од се е сайзинг, уствари
големината на трейдот што ќе го земете. Значи, ако имате пример акаунт од $5000, нормална позиција што би ја отвориле на $500, значи 1/10 од целиот акаунт, и ако би отиделе минус 20% улоз, ќе изгубите на еден трейд само 2% од целиот акаунт. Тука не само што ја скоро дуплирав позицијата, туку ми отиде скоро 14% над просечниот стоп лос што ми е, и на двата трейда само има минус $260 изгубено, што фактички ми отиде целиот профит од марам што го отворив со swing трейдома. Тие се работите што ги учиме. Значи најлош ден ми беше, најдобар ден ми беше вторникот плюс $535, најлош ден ми беше минус 444 у четврток. Сега последниот трейд што сакам да ви го покажам и да го анализираме, трейдот на Тесла, што направи 59% профит, значи феноменален day трейд. Тесла сега ќе ви ја покажам на чарто. Ово е значи петок у 10. Ќе ви покажам Тесла на чарто да видите големиот таймфрейм што уствари направи. Значи ово е на daily таймфрейм. Гледате, тука имате вторник, значи перфектен баунс, значи враќа надоле, креира low, higher low, креира и враќа назад над 20 SMA daily, што беше daily 20 SMA support и над 400 левел. После тоа имаме памп у средата, погледнете, одлична зелена свеќе, и си продолжува така да креира едно брановидно движење со bullish моментум и стои на weekly феноменално изгледа. И сега петоко, што се случува? Тука е, значи на некој, еве, ова петоко 22 мај, гледате што се случува. Значи тука имаме pre-market, така. Гледате дека е pre-market, гледате дека е yesterday's high на Тесла. Уствари највисокото ниво од четвртоко е 423.58. Погледнете сега што се случува тука, ако ќе ставам на двојка таймфрейм. Чи го отварам трейдот некаде тука, погледнете, значи у 10 саат го отварам. 10.03 ми е трейдот. Отворен. Тесла, open time, 10.03.49, значи 10.04. 10.02, 10.04. Што ни покажува тука Тесла? Имаме на отварање, имаме памп, враќаме назад, значи тука не задржува. Сега ќе го покажам кој е лево. При market high не го задржува, паѓа доле, вратам на десно, да видите, previous day low, значи од previous day low почнува да одбива, консолидира. Многу често се е случувало на ваков трейд тука да пробам да го ловам ботом. Едноставно тука кога имате ваков 10-15 минути консолидација, уствари пробува да оформи ботом акцијата, едноставно се ставате у гемблинг ситуација за коцкање, и не само тоа, туку заради тоа што се работи за контракт, пример тука беше за истиот ден, со истек, значи 0 денови, тетата многу брзо ве јаде. Значи што кога нема случај на движење на акцијата, едноставно губите вредност од целиот премиум, уствари вашиот контракт губе вредност заради тоа што во овој случај беше купен out of the money контракт. И сега, што чекав тука клучна работа за да го отворам трейдо, иако ви кажав дека беше недела на фейкаут. Едноставно сите day трейдови што ги отворив, освен тие што се winning trades, ми беа фейкаут, и тоа значи дека ќе направи памп, ќе ретестира и сега тука ќе ни даде конфирмација, како тука например за влез, ама едноставно ќе потоне после тоа и излавам со малос. Затворим и свеќе под левело, излавам со малос. Сега се вратиме на трейдот. Значи тука го отварам трейдот на Тесла 10.04, мислам дека беше 10.03.49. Значи тука кога почне, ова свеќе има завршено. Од тука отвара свеќе. Враќа надоле,
гледате, и одбива од EMA. И сега тука кога веќе има шанса да затворе над VWAP, одлучувам да отворам позиција. И погледнете што се случува тоа. Стоп лос ми е одма под EMA Cloud. EMA Cloud е овие две линии, оваа зелена. Ово е EMA Cloud. Че спушта надоле до 422, после тоа наредната се тука затвара, наредната се веќе спушта надоле, имаме одбивања, пробува над VWAP да отиде, тука затвара. Ама важно ни го држи левел. И после тоа памп, веќе тука кога задржува, колку повеќе задржува над VWAP и EMA Cloud, толку поголема шанса според мене има дека трейдот е многу валиден, дека ќе продолжи со растот. И тука веќе, почнува едноставно да оде нагоре, стигнува до претходната боди дека што се затворили двете свеќи, тука е 426 левел, одбивање, враќа назад, push down праве до на истото место. VWAP и EMA Cloud и во исто време доколку спуштеше под VWAP, да речеме, тука едноставно ќе скрши оваа структура на мал таймфрейм и нема да си го задржи, нема да си ги задржи скаличките. Враќа назад, значи остава само фитил тука и после тоа почнува. Тука купувачите стапуваат на сцена и почнува да пумпа една, втора огромна свеќа и тука некаде сега ќе ви кажам точно дека го зимам профит. Океј, значи два контракта имам, еден го продавам у 10:20:28, еден го продавам у 10:32. Сега видиме на чарт како изгледа. 10:28 е тука некаде. Значи за да си го осигурам профита. Десет и 8 и 10:32. Значи 10:08 е тука на првиот памп. Че ова 10:10, дека што е тука е затворена свеќата, значи првиот памп е тука горниот бенд на VWAP. Тука го продавам првиот и после тоа наредниот 10:32 е веќе тука. Значи у моментот кога го праве сквиз, кога го пробива левел 427-25 дека тука што има одбивање, тука имавме едноставно сквиз нагоре и тука го продав вториот контракт што беше многу повеќе од 59%, меѓутоа од просекот за двата трейда беше 50 плюс 59%. Така да тоа е се за оваа недела. Единствен контракт што ми е оставен овернајт, уствари преку викендот, е трейдот на Microsoft, што ја кажав претходно. Значи тука кај него, гледате дека имаме триаголник оформено што држиме ботом и тука консолидира Microsoft последните 3 дена некаде, консолидира од 416 до 422 и 424. Тоа што сакам да го задрже, за да останам у трейдот 416 левел во супорт, а брейкаут над 424 и 432 би земал профит, нели зависно од тоа како ќе перформира у теко на деновите. Во последно време немаше некоја конзистентност, едноставно не изгледа дека е интересна акција ни за трейдерите, ни за инвеститорите моментално, меѓутоа како технички сетап вака многу убаво изгледа. Тоа е се за овој рекап и се гледаме наредна недела.